И време е за муабети поврзани со уметноста. Во нашето студио веќе ни пристигна и вториот гостин кој ви го најавив пред отприлика половина час и се подготвува за неговата утрешна изложба. Нашиот познат ликовен уметник, експресионист Трајче Чатмов е мој денешен гостин. Добре дојдовте, Трајче. Добро ве најдов. Драго ми е што еве вака зборуваме за се по нешто, зборуваме за актуелни теми од рано наутро, говориме за се она што се случува во светот, но и кај нас, зборувавме малку и за убавината, која верувам дека е предизвик за секој човек, особено за нас жените, а уметноста е збор кој е тесно поврзан со убавината и навистина уме и те како да ги разубави животите на луѓето кои го разбираат јазикот на уметноста, така нели? Да, уметноста е поврзана со уметност, со убавината, треба да разубава и во суштина тоа е и нејзината цел. Така. Кој ја доживува така, тоа веќе е Кој има очи да ја види? Па секој очи има нешто што си го гледаат индивидуално и тоа не е погрешно. Нема ништо тука. Како што секој не може да ја почувствува музиката, некој ја чувствува на еден, друг на друг начин, така и уметноста секој не може да ја види. Има една поговорка за секого има така слика или за секоја слика има публика. Точно така. Како еден од првата генерација на магистрирани ликовни уметници кај нас, тоа беше во далечната 96-та година. Не, 96-та дипломирав, 2000-та. 2000-та година, да. Значи на пресекот на стариот и новиот век. Да, е одлична бројка, милениумска бројка, да. Колку се сменија нештата од тој момент па наваму? За вас уметниците кои што не сте баш во некоја многу добра состојба, би рекла, во земјава, со оглед на тоа што и културата ни е на едно навистина очајно ниво. Ајде вака ќе почнеме од пред 90-тите години. Нивото на културата или поддршката од целокупното општество на уметноста од секаков вид била не на сосема поинак, беше, усвари, не на сосема поинакво ниво. 90-тите, почетокот, се уште тоа траеше, како рефлексија некоја. Како одминуваа годините, така се до тоа спласнуваше, да денеска ние, културата или уметноста е скосема изолирана од оние кои што буквално треба да поддржуваат на секој начин. Зборам у смисла на, ајде ќе го наједноставен пример. Било кој од битните ликови, дали од политиката, дали од бизнисот, да бидат постојано присутни на изложби, на концерти и така натаму. Со тоа само ќе дадат и поддршка, нормално, можеби и финансиска некогаш. Меѓутоа не е пресудно овој вториот дел. Да. Тоа го немаме сега, за разлика од претходно кога на било која изложба ти председател имаш премиер, имаш министри и така натаму. Сега немаат време. Да, сега се преокупирани со други рангови. Па види, тие 78% треба да се потрошат некаде. Ако дојдат кај вас на изложба, нема да имаат како да ги потрошат. Па има како да ги потрошат. Да купат некоја слика ваша. Дали сите ваши изложби се продажни? Дали се случува на вашите изложби да дојде заинтересиран посетител кој што ќе се распраша како можам да го купам ова дело и кога, ако сака да си го земе, дали тоа може да го направи веднаш? Па веднаш не би можело, ќе растори поставката. Изложбата трае, така. А иначе секоја изложба е продажна. Па на крајот на гишата и изложбите се прават за една реклама. За да ги продадеш, а не за да си ги вратиш дома назад. Ние имаме, гледаме инсерти од минати изложби, од поранешни изложби на различни простори, други години. Вака можеш кратко да ги искоментираме. Да, ова сега што е во Белград, 2017 мислам, Галерија Штаб, една многу култна галерија. Сега не е истиот простор на таа галерија. Ова е под Душанов мост, мислам дека беше, еден простор алтернативен и многу интересен. Ова е веќе Софија. За разлика од кај нас, во Софија, например, изложбите се максимално поддржани од оние што треба да ја поддржат. Ова е домот на Арама и така натаму. Има
годинава 27 години од изложбена дејност имам. Тоа е голем стаж. Па Огромен 90, стаж. како доаѓа сега со бројки слабо. 97 беше првата моја изложба во Охрид. Самостојна? Самостојна. За Охридско лето. Може би и најголемата што некоја сум ја направил, 120 слики на огромен формат. Так, ова е веќе плакатчето за утрешната изложба во Бифе Тафталидже, со почеток од 20 часот, изложени ќе бидат цртежи. Бифе Тафталидже знаеме дека е едно многу култно место, кое обединува уметници, бизнисмени, боеми, спортисти, едни уникатни луѓе од овие простори, не само од Скопје, туку од секаде, и доаѓаат навистина луѓе кои нема да ги видите на телевизија, но ќе ги видите во Бифе Тафталидже и секогаш умеат да направат добра, спонтана журка на еден толку непосреден терен, каде што се функционира по принципот на совршена импровизација. Тоа го можат само големите уметници. Буквално, како што кажавте, тоа е најалтернативниот простор што може да се замисли за изложба. Или за било каква поставка. Култно место со култни луѓе, таму што се собираат и секогаш е забавно, секогаш е интересно. На крајот на гишта самиот собственик е тој лик. Тој има таа аура и тој е чинителот на таа атмосфера таму. И јас и у мојата најава на изложба кажувам, викам, окей, изложбата е таа, може ќе ви се допадне, може не, арно, ама за журката што ќе следи или што е во тек, ќе биде супер, тоа сигурно. Секогаш сум се восхитувала на вас уметниците, иако јас се обидувам помалку да избегам во тој свет кога ми е потребно и си го правам тоа без отстапки, колку и да ми е тензичен, стресен периодот со мои други професионални обврски. И мојот идол е Фрида Кало и никогаш нема да ја заборавам таа една нејзина изјава, реченица, кога и соопштиле дека заради нејзината критична здравствена состојба ќе мора да ја отсечат ногата и дека ќе треба да биде до крајот на живот врзана за кревет. И таа најладнокрвно одговорила: сечете ја ногата, што ќе ми е ногата кога јас можам да летам. Да. Фрида Кало е Фрида Кало. И сега не би ја коментирал толку. Меѓутоа, Диего Ороско и уште, како се каже, третиот што се основоположници на мексиканскиот мурализам, сите тие се ликови. Например, Роско има изгубено раката, он е сликар без една рака. Ако се сака нешто, ако нешто се доживува или нешто го посакуваш, можеш да го правиш. Значи, нема, ја и со колегите полемизирам. Немам платно, немам боја, немам простор, немам... Не. Имаш зид, имаш креда било што, ако сакаш нешто, имаш рака, мисла, имаш идеја. Да, тоа е битното. Значи, друго, материјалните можности се едно. Да. Оваа изложба, впрочем, се што ја правам сега, се харти кои што случајно ги најдов, растребувајќи го ателјето. Стари харти на кои што сум експериментирал со... И баш сега им е времето да бидат покажани и споделени со јавноста. Истурен материјали, експериментирани харти, спремни за фрлање, малтане, парчиња. Но да биле за фрлање, одамна ќе си ги фрлел. Сигурно требало да бидат утре споделени со многу луѓе. И тие парчиња само се доработи и излегува. Јас сум барем задоволен од тие. Мислејќи дека ќе бидат скици, уствари излегува толку комплексни што тешко дека ќе ги префрлам на некој платна. Али окей, ќе послужат сепак. Се само ќе се каже. Да. Крајче, од она што малку цирнав низ слайдовите и фотографиите кои ти ни ги испрати, експресионизмот се базира исклучиво на големи контрасти во боите, така нели? Што е друго карактеристично за експресионизмот кој ти го негуваш? Основата на самиот експресионизам е, како што и називот негов, да искажеш експресијата, моменталното натрешно чувство кое што ти го имаш унатре, за разлика од импресионизмот, нели, ти импресионира простор или било што и ти тоа го работиш. Не, ова излегува од натре. Сега и тука. Сега тука го фаќаш или не го фаќаш, поминува брзо тоа. Да, одлично. Ништо ни преостанува да ги поканиме гледачите, да ги поканиме љубителите на уметноста. Еве, имаме уште малку време чисто да ги искоментираме состојбите, а не би сакала да ги заобиколиме. Јас секогаш сакам да ги ставам розовите очила и да размислувам убаво, розово, надежно и да зборуваме за убави нешта, но не е се баш така убаво, особено не
во секојдневието на уметниците, кои, за жал, во нашава земја, можеби во регионот, не знам, има повеќе искуства да се споделат, но нема да имаме толку време. Можеби уметниците во соседството живеат многу подобро од уметниците во Македонија, но вие тука на овие простори, како и други артисти, како и други културни работници, сме принудени да бидеме сештолози, да се бавиме со се и што, да работиме се и се што, за да преживееме некако и да врземе крај со крај, а да не ни спласне желбата за работа, така, нели? Во основа, јас барем лично, не гледам можност да бидеш самостоен уметник, за мојата шала ќе зборам. И да живееш од твоето творештво. Да, пошто не секој го може прво тоа. Втора работа, мора да се предадеш на некој, се сведува на тезгарење. Тоа ултра лошо звучи, но така е, кое да. Што и на крајот на не е секој роден да може маркетиншки да знае да продаде тие работи. Ние немаме менаџери у држава, ние немаме застапници. Имаме галерии кои што се така галерии ко галеријата. Размислуваат комерцијално, да. Да. За жал, треба да отидеш у галерија за да видиш сликата, не е менаџер кој што ќе оди да ко на запад си сосема поинаку. Одлично. И колку творби ќе бидат утре изложени, колку цртежи? Па негде околу 40 ќе бидат. Датираат, значи, и од поранешни периоди, така, нели? Не, сите се направени за неполна цела година. Во последниот период. Иако имало денови кога тргнале и на кај кантата за ѓубре, така, но почна со кантата на кај ѓубре. Добро. Предпоставувам дека се што ќе биде утре прикажано и споделено со публиката е вредно да се види и сите љубители на уметноста, ако и немате некоја друга обврска или друг настан утре вечер, петок е прекрасен ден да ја посетите оваа изложба. До кога ќе биде отворена? Па 10 дена сигурно. 10 дена. Да, и верувам дека таму ќе ги добијат и неопходните информации доколку сакаат да купат, да се консултираат, да поразговараат, а можеби и да се исценкаат. Не знам дали ценкањето поминува. Поминува ценкањето кога се купува уметничко дело? Не знам да се ценкам унапред, кажувам меѓутоа. Да, тоа тешко им оди на уметниците. Тие попрво би го дале подарок, отколку да се ценкаат, бидејќи со тоа навистина ги навредуваме и ја обезвреднуваме нивната работа, нивниот талент, нивниот труд и се останато. Но обидете се, ако ви успее, нека ви успее. Трајче, благодарам многу за ова утрешно гостување, многу среќа. И ако јас стигнам од еден друг настан, секако ќе дојдам да се дружиме во бифет Афталич. Би ми било драго да се видиме. Одлично.